Во 16 часот во Белград се очекува да почне голем протест предводен од студентите кои веќе започнаа со собирање на повеќе локации во градот, а главниот собир и покрај промените поради безбедносни причини сепак ќе се одржи пред Народното собрание. На протестот кој се одржува под слоганот 15 за 15 се очекува да присуствуваат десетици илјади луѓе. Пораката се однесува на несреќата во Нови Сад на 1 ноември, кога се урна на стрешницата на железничката станица во градот, при што загинаа 15 лица, а меѓу нив и еден македонски државјанин. Катастрофата предизвика голем бран протести, предводени од студентите во целата земја. Демонстрантите за несреќата во Нови Сад ја обвинуваат корупцијата на властите под раководство на претседателот Александар Вучич. Железничката станица беше реконструирана непосредно пред несреќата. Тие не бараат оставки од политичарите, туку доследно спроведување на владењето на правото и казнување на корумпираните актери. Денови предходно студентите тргнаа пеш од неколку правци кон Белград, каде пристигнаа вчера вечерта, а во главниот град им беше приреден свечен пречек за кој српската полиција утрово информираше дека имало над 31.000 граѓани. Европската унија и Обединетите нации ја повикаа владата во Белград да го почитува правото на демонстрации и да се воздржи од насилство. Наша екипа е во Белград со повеќе детали, во живо се вклучуваме во вестите во 16 часот. Tenziji najviše priča režim i prorežimski mediji. Predsjednik države koji uporno diže tenziju, preti nasiljem i linčovanjem, dok sa druge strane imate normalan svet, ljude, narod i prvenstveno studente koji uporno pozivaju na mirne demonstracije, mirne proteste i mislim da do tenzija i problema neće doći, osim ako režim to ne izazove. Miran skup pre svega. Miran skup bez incidenata, bez obraćanja pažnje na ovaj drugi skup, da budem korektan. Pa ima svega, ali mislim da će se sve danas dobro ispasti. Pa nasilje ne dolazi sa naše strane. Nasilje dolazi od ove vlasti koja nas ugnjetava i uništava svih ovih godina od kada su došli na vlast zapravo. Mi smo ona strana građana koji su godinama ćutali, trpeli. Sad je vreme da pokažemo da smo mi zapravo u većini koji smo kulturni i pristojni. Во моментов во теке акција за извлекување на две лица од Мавровското езеро, екипи на Министерството за внатрешни работи и ренџерската служба на Националниот парк Маврово, како и локални жители се обидуваат да извлечат две лица од езерото. Според првичните сознанија, тие предпладнево со чамет се движеле низ езерото во еден момент во налет на ветар им се превртало пловилото пошто се нашле во водата. Како што информира ЦУК, никој од надлежните служби во непосредна близина немали исправен чамец, а за интервенција и помош е побарано и приклучување на специјалните единици на МВР и на Дирекцијата за заштита и спасување. Последните информации ги слушаме од изјавата на директорот на ЦУК Стојан Чајангелов. Од страна на Центарот за управување со кризи веднаш е известено ХЕЦ Маврово, каде што е стопирано истекувањето на водата од која се напојува хидроцентралата за да се намали струењето на водата. Истовремено се известени МВР кои што пред неколку минути полета со полициски хеликоптер во кој што има припадници на специјалната единица Тигри. Едно од сценариото е овие две лица да бидат качени во хеликоптер, а второто сценарио е со чамец на ренџерите од Националниот парк Маврово, кој што веќе е поставен на брегот на езерото, тигрите да дојдат до унесреќените лица и да ги евакуираат од местото каде што сега се наоѓаат, затоа што ренџерите самите изјавија дека немаат капацитет да учествуваат во ваква спасувачка мисија поради брановите кои што ги има во езерото. Очекуваме за околу 1 час целата акција да биде завршена, се надевам со среќен крај. 34 годишен мотоциклист од Скопје загина по сообраќајката која синоќа се случила во населбата Влае. Во несреќата учествували и два автомобили, Fiat Panda и Peugeot. Од снимките и фотографиите објавени на социјалните мрежи се гледа дека моторот е преполовен. 24 годишниот возач на возилото Fiat Panda од Буковиќ бил приведен, информира од СВР Скопје. На Карил почина мотоциклист поради тешките повреди здобиени во сообраќајката која вчера вечер се случи во Влае. Од сликите и снимките објавени на социјалните мрежи се гледа дека моторот е преполовен, а улицата неколку часа била затворена за сообраќај. Во несреќата се судриле два автомобили Fiat Panda и Peugeot и мотоцикл Сузуки. Возачот на моторот со брза помош веднаш бил префрлен во градската општа болница 8 септември,
каде го згрижили и интубирале, но поради сериозноста на повредите го транспортирале на скопските клиники. Се продолжува со механичката вентилација, хемодинамски пациентот бил прилично нестабилен, започната е реанимација по сите протоколи за срцево-белодробно и мозочно оживување, меѓутоа, на жалост, пациентот не успел да преживее и подлегнал на повредите. Во сообраќајката повреден бил и 24-годишниот возач со Фијат Панда кој бил од село Буковиќи. Нему му било укажана лекарска помош во хируршката клиника Свети Наум Охридски, каде во 1 час од пополнок бил лишен од слобода и по целосно документирање на случајот. Како што информираат од МВР, ќе биде поднесена пријава по итна постапка. Сања Димитровска, Сител телевизија. Премиерот Мицковски одби да ја коментира одлуката на Кривичниот суд со која осомничениот за спорни набавки на мазот Асмир Јаховски од Куќан доби мерка притвор за дрешетки. Без разлика дали ми се допаѓа или не, нема да коментирам судски одлуки, рече денеска Мицковски. Не знам, ќе треба да добиете коментар од судиите. Ваш став? Тоа е мој став. Не можам јас да коментирам од името на судиите. Сум рекол дека не ги коментирам судските одлуки и така и ќе продолжам да се однесам. Без разлика дали тие ми се допаѓали или не, јас нема да ги коментирам, така што зашто се овие променливи одлуки ќе треба можеби од нив да побарате мисли. Значи евидентно е и ова е аргумент дека се уште судството и обвинителството не се ослободени и влијат, се обидуваат се уште да влијат лошо на процесите и тогаш кога има јасни одлуки и јасен криминал кој што не е само корупција, туку е засегнат, значи, и животната средина, збориме за мазутот, но мислам дека пораката беше јасна од оваа влада дека борбата против корупција има нула толеранција и никој не е над законот, без разлика, значи, кој да е. Председателот на СДСМ Венко Филипче на денешната пресконференција рече дека најавите на премиерот дека со партиски протести ќе се бори против партизираното судство се оксиморон и доказ дека целта е само партизација, односно ставање на судството под капа на власт. Повика на национален консензус за вистински реформи во судството. СДСМ јасно и принципиелно кажува дека решенијата за реформа во правосудството се спремни и на маса. Работени се заедно со представници на Европската Унија, преточени во реформската агенда и планот за раст, кој го подготвуваше нашата влада изминатите години, а го подпиша премиерот сега пред неколку месеци во Брисел. Во таа реформска агенда се содржани повеќе закони во дело на правосудството и закони кои што се однесуваат на обвинителството и на судскиот совет, и на платите на судиите, и на движењето на судските предмети, и ред работи кои што треба да се случат за да се стави ред во тој систем, за да почне да функционира согласно европските норми и критериуми и постепено да граѓаните ја враќаат довербата во правосудството, дека ние како партија сме спремни. Тоа го кажавме, но еве ќе го повторам, да ги поддржиме сите закони кои што се во реформската агенда, да ги изгласаме заедно, поради тоа што сметам дека мора да постои национален консензус, ама не само на зборови, туку со дела да покажеме. Британскиот премиер Кир Стармер на денешниот виртуелен состанок на светските лидери посветен на Украина предупреди дека рускиот председател Владимир Путин не е сериозен во врска со мирот. На состанокот учествуваат 25 лидери, а Стармер порача дека не смее да му се дозволи на Путин да игра игри со предлогот за прекин на огнот, што го даде американскиот председател Доналд Трамп. If Putin is serious about peace, it's very simple. He has to stop his barbaric attacks on Ukraine and agree to a ceasefire. And the world is watching. And my feeling is that sooner or later he's going to have to come to the table and engage in serious discussion. Следното информативно издание во 16 часот. До тогаш останете со Сител. Пријатно.